присутни. Добар ден на сите, ве поздравувам од срце. Ја користам оваа прилика да го честитам денот на каменичките рудари и на сите македонски рудари и да ви посакам здравје, среќа и просперитет. Ние како локална самоуправа целосно сме посветени во креирање на политики на задоволување на потребите, особено на рударите, на нивните семејства и на цела македонска каменица. Чест ми е да кажам дека огромна поддршка имаме од Рудник Саса и менаџерскиот тим под раководство на почитуваниот господин Олег Талној. Со кој поставивме одлична соработка и верувам дека ќе продолжи во иднина со уште поголем интензитет. Во соработка со владата на Република Македонија, денеска тука за голема поддршка ни е Министерката за труд и социјала Мила Царовска. Заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски, кој што е линкот меѓу локалната самоуправа и централната власт и кој што ни е од огромна поддршка. Програмските определби ни се пред нас, вие ни дадовте доверба пред 10 месеци и ние обврските и програмската определба и вашите потреби заедно со нашата поддршка ќе реализираме одговорно, честно и до крај. Почнавме така и ќе продолжиме. Веќе од утре интензивно продолжуваме понатаму македонска каменица да ја направиме најубаво место за живење, онака како што сакаме Македонија да ја направиме достојна земја која што ќе влезе во Европската унија и во НАТО. Македонска каменица ќе биде европски град. Уште еднаш ве поздравувам, ви посакувам бескрајна среќа, заеднички да го прославиме овој преубав троен празник. Денот на општината, денот на рударите и денот на заштитничката на рударите, успение на Пресвета Богородица. Уживајте, забавувајте се и вечерва придружете ни се да го затвориме каменичкото културно лето кое што беше креирано токму според потребите на младите и на рударите. Ви благодарам уште еднаш, уживајте и радувајте. Сега го поканувам генералниот директор на Рудник Саса, господинот Олег Талној, да ви се обрати. Почитувани гости, соработници и пријатели. Раз. Добро дојдовте. Чест ми и големо задоволство што денеска заедно ќе да го обележиме празникот на рударите и на сите нас кои живееме и работиме во оваа индустрија. Денеска сме овде пред се и славаме и затоа не бих сакал да ве заморувам се долги говори и ако јас и сите ние во Саса секогаш можеме долга да зборуваме и напишете успеси, предизвичи и разновои планови. Сепак дозволите ми во ова прилика и токму на овој голем празник да кажам само 3 работите кои сметам дека не многу важни. Прва, Саса секогаш била и ќе остане една од главните движечки сили е столб на која ќе се темели развојот оваа заедница и на луѓето што ја сочинуваат. Второ, Рудникот Саса располага се голем потенцијал на тамошен развој. Убеден сум дека сите ние, со поддршка на наша инвестори од Централ Азија Металс и со вас, партнерите на Саса, заедно ќе направиме за тој потенцијал да го претвориме во нови вредности кои ќе донесат поголем просперитет на Саса, за заедница и за цела земја. И трето, за сите нас во Саса најважни се здравјето, безбедноста и благосостојбата за нашето работење.
на наивном смисле и на сите онете што како биле начин се поврзаните со работата на САСА. Ти понатаму стануваат наш висок приоритет и постојана грижа. Драги приятели на САСА, во оваа прилика би сакал да се благодарам на сите вработени, соработници и партнери кои во минатото, а сега и го вложите и ќе продолжат да го вложуваат свој труд, знание и енергија, за да можете сите ние денеска и югоиднина да се гордиме на пригодат на оваа кампанија. Да ни среќни сите овој голем празник. Ви благодарам. I hope over time my Macedonia will get better, but still I'm trying hard. I will say a few words in English. Thanks very much once again, and my very sincere congratulations with this great celebration, with this great holiday. And from the name of our mine and from the name of our community, we would like to congratulate and actually to make a few gifts to a few people who we believe are very important for all of us and for this community and for us as a mine. So first of all, Sonia, thank you very much, Sonia, and I'm very pleased. Yes, I'm very pleased to give you this little present for the memories of working with us and for the memories from the community. Thanks very much for the answers. I would like to invite to the stage Mila Tsarovskaya, our labor and Mila, this is a great pleasure for me. So present. I would also like to invite Mr. Dan Podleski, Deputy Minister for Labor. Dan, this is a great pleasure for me, especially taking into account that I just lived on TV. My pleasure. And last but not least is our police commander, the one who actually helps us to ensure that everything is in good order and that we can keep our holiday safe. Vlatko Stojčev. Значи, накратко, генералниот директор сакаше да ви посака среќен празник, рече дека со тек на времето се надева дека неговиот македонски јазик ќе стане подобар и во овој момент ги предаваме наградите на оние кои што ние мислиме дека се најзаслужни за овој празник. Градоначалничката, министерката, министерот и секако командирот на полиција. If I can ask, will you please
say a few words to our Rudari and to the community, please. Thank you. Добар ден на сите и од мене. Ова беше изненадување, благодарност до директорот, до градоначалничката. Навистина ми е задоволство што сум денеска повторно во Каменица, бев пред 1 месец, 5-6 месеци и некако ми стана убаво да доаѓам тука. Сметам дека има одлична атмосфера за разговор во оваа општина и сигурна сум дека сега заедно ќе искористите и ќе дадете максимум да Каменица да стане перфектно место за живење, зашто и сега не е лошо како град за живење. Оно што сакам да им го посакам денеска на рударите е навистина да имаат долг живот, здравие, успешна работа и заедно со рудникот да се развиваат и тие. Но исто така кој што го најавивме пред 1 месец веќе ни се случува, тоа е менување на законот за пензионирање на рударите. Тоа беше една неправда која што беше направена кон оваа група работници. Ја сега поправивме, до законот тие ќе може да одат во пензија со 35 години жените стаж работен и 40 години мажите. Ова е поддржано исто така. Ширеа различни гласини, важно е да знаете дека менаџерскиот тим на рудникот исто така го поддржа ова и не застана спротивно, туку напротив сака да има продуктивни работници кои што ќе го дадат својот максимум. Затоа сме во соработка да може да ги подобруваме постојано условите на работниците и конечно Македонија да почне да го почитува трудот, да го почитува работникот, зашто само ако имаме задоволни работници можеме да имаме квалитетна држава и европска држава. И токму затоа очекувам сите да сме сега во наредниот период насочени кон тоа да Македонија стане европска држава и да си го почитуваме трудот и да ја развиваме државата. Благодарам. I would also like to give a word to Dan, if you don't mind. Прво мора да кажам дека сум пријатно изненаден од оваа награда и мора да кажам дека ми е многу драга. Ја повеќе пати доаѓам во Македонска Каменица и исто така она што го кажам Мила, сакам да повторам дека Македонска Каменица е навистина едно убаво место. Сакам да ветам дека ќе направиме се заедно со градоначалничката, со помош на владата, Македонска Каменица да стане уште поубаво место за живење, каде што луѓето ќе бидат среќни и ќе имаат поквалитетен живот. Голема благодарност до менеджментот на САСА и до градоначалничката за она што ме поканија денеска, за ова што е ова прекрасна. Благодарам. Ова е за вас. Just a few words, please. Нешто како завршеток денеска сум како конференција најавувам и одјавувам и посакувам на сите уште еднаш долг живот, здравје, среќа, просперитет и вие сте рударите, јас сум рударско дете, значи минатото, сегашноста и иднината на Македонска Каменица. Уште еднаш честитки за денот на рударите. Fala za sve.